Ослободителни пресуди за браќата Ордан и Љупчо Ѓорѓиевски обвинети за убиство и Ѓоре Петровски обвинет дека го нарачал истото во еден од најдолгите судски процеси, платено убиство во Ореше. Судот во Велес ја донесе петтата пресуда, откако апелација го врати предметот на почеток. Според судиката Тања Милева, ниту зад едно прашање поставено од апелација по враќањето на претходната постапка не е даден одговор. Одбраната смета дека пресудата е оправдана. Конечно, после 10-годишна макотрпна борба со судските лавиринти, Велешкиот суд, морам да кажам, по втор пат се ослободи и донешне пресуда каква што е оправдана да се донесе во оваков случај, бидејќи нема ниту еден доказ од кој што би произлегло да обвинетите го сториле кривичното дело што им се ставаше на товар. Нема ниту еден доказ да обвинетиот Ѓоре Петровски го нарачал убиството и нема ниту еден доказ да браќата Љупчо и Ордан Ѓорѓиевски го сториле кривично дело што им се ставаше на товар. Адвокатот на браќата Ѓорѓиевски вели дека е потребно обвинителството да го испита работењето на одделението за заштитени сведоци и донесените одлуки од тоа време. Многу луѓе настрадаа покрај овој предмет и не можам да не се навратам на целиот предмет ликвидација, кој покажува дека исконструиран исто како што исконструиран и овој предмет Ореше. Тажно е што првиот заштитен сведок беше злоупотребен, институтот, и што во него во истото учествува највисоки функционери од правосудството и од Министерството за внатрешни работи. После ваква пресуда, ние веќе баравме. Сега исто бараме, како што се одважи обвинителството, да се одважи и сега да испита целокупното работење на одделението за заштитени сведоци, одлуките на обвинителството од тоа време. Според еден од браќата, обвинителството можело за кратко време да го најде виновникот, ама не сакало. Во судницата јавно го кажа својот став Љупчо Ѓорѓиевски. Докажавме дека не сме сторителите, а сега понатамо, кој ќе ме викнат, ќе им докажам и кој е убиецот. Убиецот си шеташе, обвинителството си го знае кој е, а најубаво го знае убиецот и кој е највеќе мешан во целото убиство е зетот на починатиот. Синот на убиениот Лазо Милошевски денеска не сакаше да ја коментира пресудата и кратко рече дека ништо не е готово. Ова е втора ослободителна пресуда од вкупно 5 кои Велешкиот суд ги има донесено за случајот, но апелација неколку пати го враќаше предметот на почеток.